Поранешниот партнер на Тейлор Свифт, британскиот актер Џо Алвин, беше забележан во Њу Јорк со нова девојка, се популарната актерка Сара Пиџон. Според фотографиите што се појавија во медиумите, Џо и Сара не ги криеа своите емоции на улица. Папараците ги фотографираа како се прегрнуваат, се смеат и разменуваат нежности, па дури и го снимија нивниот бакнеж. Сара Пиџон го привлече вниманието на публиката во телевизиската серија Љубовна приказна, во која го играше ликот на Керолин Бисет Кенеди, сопругата на Џон Кенеди Џуниор, кој трагично загина во авионска несреќа во 99 година. Не го загрижува ниту свадбата на неговата бивша девојка. Фотографиите се појавија во време кога светските медиуми се повеќе известуваат за наводни планови за свадба помеѓу Тейлор Свифт и звездата на американскиот фудбал Тревис Келс. Џо Алвин и Тейлор Свифт раскинаа во 2023 година по 6 години врска, а нивната врска долго време се сметаше за една од најдискретните во светот на шоу бизнисот. Обожавателите забележаа и интересна сличност. Откако фотографиите беа објавени, многу обожаватели забележаа дека Сара Пиџон физички неверојатно личи на Тейлор Свифт. И двајцата се високи, витки и русокоси, па коментарите за нивната сличност се шират на социјалните мрежи. Латино-поп звездата од светска класа Рики Мартин настапи на фестивалот Белград Ривер Фест во Белград на вода, представувајќи им на публиката концертна програма составена од хитови што ја одбележаа неговата децениска кариера, придружени со импресивна сценска продукција, кореографија и визуелни ефекти. Чувствувам дека ќе биде одлична вечер, ја чувствувам вашата енергија, ги гледам вашите насмевки. Ова е мојот прв концерт во Србија, ќе ја оставам душата на сцената. Чувствувајте се како да сте на одмор, заборавате на сите надворешни околности, вечерва сите сме слободни, рече Мартин на почетокот на концертот. Тој го отвори концертот со песната Марија, пошто следеа песните Те сакам за еден ден, Shake Your Bum Bun, She's All I Ever Had, Nobody Wants to Be Lonely и други. Песните Living La Vida Loca, La Copa de la Vida и She Bangs беа особено добро прифатени од публиката, а публиката пееше и танцуваше заедно со неа. Мартин неколку пати во текот на вечерта комуницираше со публиката, заблагодарувајќи им се за топлиот прием и енергијата што му ја дадоа за време на неговиот прв настап во Србија, како што рече самиот. На сцената на Македонскиот народен театар вечерва со почеток од 20 часот ќе биде изведена представата Страф и надеж во режија на Татјана Мандич Ригонат, инспирирана од драмскиот опус на Франц Ксавер Крец. Делото, иако тематски се надоврзува на Орвеловата 1984, е сместено во современ контекст, отсликувајќи го светот на денешницата, обележан со конфликти, екзистенцијална несигурност и ерозија на хуманистичките вредности. Представата е составена од 15 сцени што ги прикажуваат пресудните мигови од животот на ликовите, исполнети со страв, осаменост, љубов и внатрешни судири. Низ жанровски разновидни ситуации, од хумор до трагедија, се отвораат прашања за човековата нранливост и опстанокот во современото општество. Додека Балканот повторно живее во атмосфера на национални недоразбирања, дипломатски тензии и историски расправи, една вест од културата потсетува дека регионот има и друго лице. Најавата дека во Скопје ќе биде изведена монументалната Кармина Бурана од Карл Олф, со учество на стотици музичари и уметници од повеќе земји, не е само културен настан. Таа е потсетник дека уметноста одамна ја откри формулата што политиката се уште ја бара, како различните да соработуваат без да се откажат од сопствениот идентитет.
Во време кога политичките говори често се хранат од поделби, стравови и историски конфликти, уметниците на Балканот испраќаат поинаква порака. За нив границите не се пречки, туку места на средба. Не е случајно што токму културата останува една од ретките области во кои регионалната соработка не само што обстанува, туку и се развива.